Почитувани граѓани, пред Македонија е најголемиот државен буџет во историјата на државата. Владата на СДСМ и ДУИ планира во 2023 година да потроши фантастични 5,3 милиарди евра. При тоа планира буквално да ја цица под тајмаката на народот, затоа што во услови на невидена светска криза во делот на енергенси и храна, пред се, власта на СДСМ и ДУИ планира да собере од народот приходи, поточно арач, во висина од 4,6 милиарди евра, а разликата од 696 милиони евра да ја обезбеди од кредити. Ако треба да го карактеризирам буџетот за 2023 година, тогаш, за жал, повторно, како и во претходните години од владењето на двоецот ДУИ и СДСМ, никако не можам да го перцепирам преку принципот на развојната компонента, а уште помалку да верувам дека еден ваков мегаломански, да речам, преамбициозен буџет, креиран од неамбициозна влада, која веќе четврта година поред докажа и покажа дека нема ниту капацитет, ниту знаење како истиот да го искреира, а најмалку истиот да го реализира, да го изменаџира со сите овие економски политики, проекти, стратегии кои еден буџет го чинат, за да на крајот истиот да постане реалност и да биде извор на економска сигурност на секој еден граѓанин. Значи, ем да го соголи народот, ем да направи огромен дефицит, односно дупка која ќе ја плаќаат следните генерации. За да ги доближам сите овие големи, би рекол, несфатливи бројки, за обичниот граѓанин би кажал едноставно дека власта од секој вас еден ќе потроши, ќе собере и ќе потроши пари во висина од 2875 евра. Тоа значи дека власта на ДУИ и СДСМ на секое 4-члено семејство ќе му земе по 11.500 евра годишно. Никогаш, ама буквално никогаш, буџетот не бил толку голем и власта не била толку расипничка. Владата веројатно нема намера воопшто да помогне во справувањето со инфлацијата, во координација заедно со Централната банка. Ова значи дека владата и натаму планира инфлаторно финансирање, односно користење на оној инфлацијски данок со кој што ја намалува куповната моќ на парите и истовремено ја намалува и реалната вредност на долгот што треба да го отплаќа. Почитувани, буџетскиот дефицит кој е проектиран на близу 700 милиони евра е превисок. Состојбата во македонската економија застрашувачка, бидејќи ќе падне на терет на граѓаните, укажувајќи дека со владината помош преку мерката П1 ќе дојде до повторно, до трансфер до ЕСМ, што значи дека власта не го решила проблемот со енергетската криза, бидејќи цената на струјата ќе продолжи да расте. Загрижува што фискалната политика нема намера да ја помогне на монетарната во сузбивањето на инфлацијата. Колку е буџетот поекспанзивен, а рековме дека е инфлаторен, толку треба да се затега и монетарната политика од Централната банка. Со инфлацијата не се прави многу, не се прави скоро ништо. Која е таа квалификација дека имаме ценовна стабилност кога инфлацијата е највисока од 1996 година досега? Народна банка доцни со мерките, а владата не и помага. Во моментов и фискалната и монетарната политика се експанзивни и тоа не оди заедно. Треба штедење и намалување на непродуктивните трошоци. Треба да биде приоритет да се помогнат граѓаните, да не мрзнат зимава, а компаниите голем број се загрозени, не само заради цените на енергијата кои што растат и други трошоци. Така што, почитувани колеги пратеници од власта, не е розова ситуацијата како што владата вас и на граѓаните ви ја прикажува. Пред некој ден тука во собранието, владиното мнозинство одби еден многу важен предлог амандман, предлог закон, кој што дојде од мојата партеничка група, од ВМРО-ДПМН, заедно со коалицијата Обнова на Македонија, а тоа е да цената на ДДВ за потрошената електрична енергија остане на 5%. Владиното мнозинство не собра храброст и не се охрабри да работи во интерес на граѓаните, туку исклучиво во интерес на банкротираната и најнеспособната влада во историјата на Република Македонија.
Ова одбивање значи дека од 1. јануари 2023 година електричната енергија ќе поскапи за дополнителни 5%, а од 1. јули 2023 година за дополнителни 13%. Власта нека намали со купувањето струја, односно електрична енергија од сомнителни фирми. Нека се справи со криминалот и корупцијата кој што е на високо ниво во владините кругови и во високите кругови во АДА, СМ, за да можат граѓаните и во иднина да плаќаат цена на електрична енергија која што е и онака е висока. Домаќинствата секој месец преку сметките за електрична енергија го плаќаат криминалот, корупцијата и неспособноста на Димитар Ковачевски, Крешник Бектеши и Васко Ковачевски. Ова е срамота затоа што сите владини представници и сите пратеници од страна на владеачкото мнозинство, кога го намалувавме данокот на додадена вредност за електричната енергија на 5%, велеа дека тој ќе трае се додека трае кризата. Кризата не се намали, не исчезна, туку напротив се зголеми. И во време на уште поголема криза, тие се однесуваат како да не се од тука и цената на електричната енергија се покачува за дополнителни 5% од 1. јануари 2023 година. Тогаш, на Комисијата за финансирање и буџет остро протестиравме против тоа и остро протестираме на представниците од овој дом кои не ги штитат интересите на оние кои што ги бирале, туку ги штитат интересите на оние во Илинденска. Вториот закон, кој што го одбија, а за кој што наводно сериозно се размислуваше во владата, беше викенд без ДДВ или викенди без ДДВ, каде што сите граѓани на Република Македонија ќе можеа да пазарат основни прехранбени намирници во текот на викендите без данок. Предложивме и одложување на зголемување на даноците преку одложување на предвиденото прогресивно оданочување кое требаше да започне од 1.1.2023 година, но за среќа на сите за оваа работа се најде слух и ги послушавте, односно го прифативте амандманот на ВМРО ДПМН, кој што беше заедно составен со Сојузот на синдикати на Македонија, со граѓаните, со стопанството и така натаму. Предложивме амандмани за поддршка на домашните компании преку намалување на акцизата за течните горива, намалување на акцизата за горивото, за бензинот, дизелот и за гасот. Предложивме амандман кој што го одбивте за парична помош на ученици од основно и средно училиште образование, односно од семејства со месечни примања помали од просечната месечна плата. Исто така предложивме амандман за субвенционирање на студентскиот оброк од 120 на 160 денари. И овој амандман се одби. Предложивме реконструкција на студентските домови, набавка на нова медицинска опрема за јавните здравствени установи, зголемување на буџетот за набавка на инсулин за диабетичарите, зголемена капитација на бодови за матични лекари, стоматолози, гинеколози. Јас како пратеник кој што доаѓа од општина Кавадарци предложив повеќе амандмани за мојата општина во делот на комуналната изградба, комуналната инфраструктура, кој што се од насушно потреба за граѓаните и верувајте, прифатија 0 амандмани. Кога сме кај трошењето, тука доаѓа и поголемиот проблем, а тоа е дека овие големи средства нема да се потрошат за да се изгради конечно автопатот Охрид-Кичево, или пак да се изгради крак Струга и граница со Албанија. Уште помалку за да се доизгради автопатот, Кичево-Гостивар, или овие пари нема да се потрошат да се изгради нов клинички центар или можеби некој нов енергетски објект. Овие пари нема да се потрошат и за нови патишта во истокот на Македонија, или автопатот Прилеп-Битола и експресниот пат Градско-Прилеп, да не зборуваме за реновирање на болницата во општина Битола или за доизградба на болницата во Штип. Парите нема да се потрошат ни за зголемување на субвенции на земјоделците со цел да се произведе повеќе храна, а маката на земјоделците повеќе да се цени. Парите нема да се потрошат ни за нови водоводни и канализациони системи или локални и регионални патишта.
Да не зборувам за други поамбициозни проекти, како базени, спортски сали или пак гасификацијата. На ништо од тоа нема да се потрошат овие рекордно високи средства. Средствата ќе се трошат во нејасни и матни процедури, во тендери во 4 очи и спорни набавки за лица блиски до власта. Само како илустрација, така наречената ставка, други трансфери, која секогаш е најпроблематична и остава најголем простор за трошење без контрола од страна на власта, оваа година е фантастични 924 милиони евра, историски нависока. Сега да направиме една споредба. За споредба во времето на светската финансиска криза во 2008, оваа ставка била 317 милиони евра. Во време на европската должничка криза во 2011 година, оваа ставка била 374 милиони евра. Споредувам со овие две големи кризи, зашто по силата тие двете кризи беа на слично ниво со оваа сегашната криза заради војната во Украина. Но тие две кризи добро се сеќаваат македонските граѓани, скоро и да не ги почувствуваа, за разлика од оваа криза која што удира по секого. И тука е главната грешка на алчната и криминалната влада. Криза не се решава со дополнително оптеретување на народот и фирмите со поголеми давачки, како што прави оваа власт. Туку напротив, со помали давачки и даноци, како повеќе пари би останале кај граѓаните и стопанството со цел да можат да се инвестираат и да се преброди оваа криза. Правилото е јасно. Во криза власта го затега својот ремен и помалку троши, а не става нов јарем и јарач на и онака истоштениот финансиски народ и стопанството. Оваа власт на СДСМ и ДУИ прави обратно и затоа народот не може да врзи први со први, односно крај со крај, затоа што парите му ги зема власта. Почитувани пратеници, почитувани граѓани, граѓаните во Република Македонија живеат се потешко секоја година, а владата со овој предлог буџет за 2023 година планира да собере дополнителни 590 милиони евра, повеќе пари токму од граѓаните кои што веќе се осиромашени. Неодамнешната анкета на ИРИ покажува 56% од граѓаните кажуваат дека во наредните 2 години ќе се живее полошо. На прашањето дали денеска Македонија е постабилна од пред една година, 39% ќе кажат дека е помалку стабилна, 51% дека останала иста. Ајде да зборуваме за инфлацијата која што граѓаните ја мачат да врзат крај со крај, кога се мачат да си ги платат сметките за електрична енергија, сметките за комуналните услуги, да набават храна и така натаму. Истата таа инфлација во еврозоната, почитувани пратеници, изнесува под 10%, а кај нас повеќе е поголема од 20%. Сега кажете му ја вистината на граѓаните. Дека планирате да соберете арач во висина од повеќе од 590 милиони евра. Тоа треба да го знаат граѓаните кои што не бирале. Кажете му дека планирате да соберете повеќе пари од данок на додадена вредност, од казни, од покачената електрична енергија, од покачената цена на електричната енергија и така натаму и така натаму. Со буџетот за 2023 година, неспособните од владата планираат да потрошат 5,3 милиарди евра, а да соберат 700 милиони евра помалку. Исто така планираат ново задолжување од 1,5 милиарди евра, со што јавниот долг до година ќе ја надмине фамозната бројка од 8 милиарди евра. Факт е дека се неспособни и дека не се откажуваат од крадењето, од штетните договори во 4 очи и од нови договори за вработување на партиската војска, на ДУИ и на СДСМ во јавната администрација. На крајот, можам само едно да заклучам. Според мене и според експертите од делот на економијата, буџетот за 2023 година е криминален
и расипнички и е автопат кон банкрот на Македонија и македонските граѓани. Благодарам. Тука ја прекинувам